И јас сакам да ги охрабрам, значи, владата на ВМРО ДПМН, министрите, премиерот да ги охрабрам едноставно. Немојте да потпаѓате под притисок уцени на коалицијски партнери по линија на албански екстремизам. Едноставно не зависи иднината на македонскиот народ и на неговиот државотворен капацитет во Македонија од коалиција со било кој стои на албански екстремизам. Секој што го почитува државотворниот статус на македонскиот народ, тој треба да биде партнер. И тој треба јасно, цврсто, експлицитно да стои на таа линија. Добро, но факт е дека сите барат да се решат уставни измени за да се почнат преговори со Европска унија. Тоа нели е наш... Јас не зборувам напамет, прости, тоа замолим те. Не зборувам напамет. Не зборувам. Ова сум го разговарал со сенатори, со конгресмени, со луѓе влијателни во Вашингтон. Сум го разговарал во Лондон, во британскиот парламент, во Брисел со европратеници. И сите очекуваат Македонија да пројави стаменит став, да не подлегнува на уцени, на притисоци, да покаже дека е држава. Покажеме ли ние дека сме држава, сметате дека ќе се менува геополитиката, геостратегијата во даден историски контекст, ние пробиваме. Добро, прашање за господја Грчева, последно после председателот на Европскиот суд дојде и Каја Калас, која што кажа на пресконференција дека се работи на механизам за деблокада на евроинтегративниот процес. Господја Грчева и председателката Силјановска е најавено дека ќе треба да се сретне на НАТО самитот во Хаг со представници, со председателот Бугарски Радев, со представници од ЕУ, НАТО, САД. И таа претходно во едно интервју кажа дека има можности за креативна дипломатија, да има и трет протокол, како што кажа. Ја прво би ги укинала овие два протокола што се подпишани од Бујар Османи. Очекувате ли нешто таа средба да се случи? Тие се најстрашни. Не е толку договорот за добрососедство, колку придодадените отпосле протоколи. Тие се најстрашни. Апсолутно. Внатре, такво нешто може да подпише само окупирана земја, под окупација. Капитулација. Капитулација чиста. Значи, такво нешто, кој му даде право на Бујар Османи да подпишува такви протоколи, во кои што ни ги изложува нашите архиви, тајни, безбедностни, во кои што ние ги даваме и читанките, тетратките на ревизија на нашата историја во Бугарија, во која што има еден куп работи. Да, ги потпишали тие сега се во игра, господио Грчева. Ама каква игра, таа игра се прекинува. Значи, немојте ве молам, се прекинува. Поготово кога гледате дека таа истата Европа, не Бугарија и Грција. Тие се само играчи кои што одработуваат. Одработуваат за непроширување на ионака кревката сега Европа. Тие такви протоколи треба да се укинат. По мене треба да се искинат. Зошто да го почитувам ја подписот на Бујар Османи, затоа што Брисел ќе ви каже дека тоа е тоа што ние сме го подпишали и дека тоа е... Брисел не пофали дека го применуваме ние преспанскиот договор, а Грција не го применува? Ја искара Грција што не го применува? Па тие три нивни меморандуми или протоколи не смеат ни да ги стават во парламентот. Па тоа е неважечки, тоа ако идем утре на суд меѓународен ќе падне. Значи, како можеме ние да се доведеме во ситуација како прости мали ученичиња, ни фалат уште од Титово време по една црвена марама да ни закачат околу врат и да се однесуваме со рачето нагоре, да се тркаме кој што глупост ке направи. Па ова е крајно несериозно. Второ, ние треба да ги согледаме и реалностите во сегашна Европа. Ја спомнавте Каја Калас, можеби најнеспособниот до сега министар, така наречен за надворешни работи. Врз основа на што го сметате? Врз основа на целиот сите нејзини перформанси кои што се врзани само за една точка да се продолжи војната во Украина. При што не водејќи сметка дека таа војна треба што побрзо да заврши и да прекинат да гинат луѓе. Меѓутоа тоа е друга тема. Волку неспособно раководство и национални држави во Европа, клучни национални држави и раководството од Брисел до сега не сме имале. Еве погледнете што се случува во Европа сега, во моментот. Да не збориме за деиндустриализација, качување на цени до плафон и така натаму. Комплетна зависност од енергетски извори и така натаму. Да видиме што се случува по државите. Во Романија имате еден човек кој што конкурираше, се пријави за кандидат за
председател, ке добиеше според рейтинзите, според првиот круг на избори, го тргнаа најгрубо со мешање на Европска унија, го тргнаа од игра. Дури Венс, подпредседателот на Америка, дојде во Европа и ги искара за тој чин, рече, каква е оваа демократија, кога вие тргате човек кој што треба да ја наследи власта. Видете сега во Полска што се случи. Наместо Дуда доаѓа човек кој што е евроскептик. Евроскептицизмот расте во самата Европа и тоа во она нова Европа, така наречена. Тоа е Полска, тоа е Унгарија, тоа е Словачка и така натаму. Значи, во Франција, кој победи? Да не победи Макрон случајно, победи Марин Лепен. Не и дадоа да направи влада, направија една Франкенштајн влада со најлеви партии, со кои што сега не можат да се разберат. Да, но сега во Европската комисија и во Советот се тие представници таму. Друга работа. Како ние очекуваме и ги врзуваме своите очекувања со Европска унија, дека овде ќе потечат, кој знае колку пари ако ние се приближиме до Европа. Кај ќе потечат пари? Па грантови... 800, ма немојте. Европа се задолжува за милитаризација 800 милиарди евра и ќе биде расположена и ќе има пари нам да ни дава. Па добро, пораките беа моментумот е сега нема плана да влезете во ЕУ. Оставете ги пораките. Можам јас да давам дневно по 30 пораки. Дали има субстанца во тие пораки? Дали има вистина во тие пораки? Не знам, госпоѓо Грчева, имаме средства нели во Па не се сеќавате на пораката на Меркел овде која беше за преспански договор, дека на брз колосек ќе бидеме ставени кон Европа, каде сме сега ние? Меѓународната политичка сцена е шаковска игра, значи шаковска табла. Ако не умееме да го прочитаме историскиот момент кога Брисел и останатите и Вашингтон и Лондон имаат малтене уплав од проградирање на руското влијание во овој регион, кинескиот влез од овој регион, тогаш ние сме, да ми простите, достери во политиката. Значи, сега е идеалниот историски момент. Сега е идеалниот историски момент. Внимавајте, во Бугарија веќе е втора партија по значење, таа која што стрикно стои на рускиот интерес и против членството на Бугарија во НАТО. Значи, втора е поголемина. Во Македонија во подеме левица, класична проруска партија. Значи, класична проруска партија. Значи, Србија, да не идеме по таа вертикала и така натаму, нас не интересира Македонија. Значи, тие не смеат да се играат со Македонија. Вашингтон го знае тоа, поготово што сега имаме друга номенклатура во Вашингтон, конзервативна номенклатура. Неолибералите, глобалистите веќе се во залез. Насекаде во светот се во залез. Во Америка се особено во залез и се даун и уште долго време ќе бидат. Во Македонија, Социјалдемократскиот сојуз е во жива кал, нема да излезе наредниве 10 години. Поготово што нема ниту визија, ниту кадар, ниту лидерство, ништо немаат. Значи, не сметете на Социјалдемократскиот сојуз. Тој се движи првиот индикатор ќе бидат локалните избори на мечијар 2%. Ќе го видите индикаторот. Памтите го овој збор и ова видео и сечете го. Еве, октомври доаѓа. 2% мечијар. Тоа е траекторијата на Социјалдемократскиот сојуз. Направија толку трагедии врз овој народ и оваа држава, што е незапамтено во историски контекст. И тие последици они ќе си ги сносат. И внимавајте, македонскиот народ созреа во овие години. Виде се на политичката сцена. И нема да мислите дека е неук овој народ. Оставете што ве лажеа глобалисти, ве неолиберали, IQ, коефициент на интелигенција волку толку. Не е точно. Не е точно. Таму беа 20 македонци, не знам, еден Дром, еден Турчин, еден Ваков, еден тако. Добро, овие нови ветришта за кои што велите позитивни за нас и преку Вашингтон и така натаму, не може ли нешто да се помогне? Не очекувате ништо позитивно од таа средба ако се случи Ние треба да си држиме нашата траекторија. Ние сега треба да си го додржиме македонскиот национален стратешки интерес. Ако не сакате во Европа, ќе одиме по наши правила, не по нивни правила. А нивниот интерес е, внимавајте, и ова со британскиот кредит, и нивниот интерес е коридорот 8, коридорот 10. Ако ние успееме крстот да го направиме, Македонија е дефинирана за навек. Ама овој крст мора да го направиме со државотворен македонски народ. Со спогодбата со Бугарија, со тие протоколи, годишни прегледи и така натаму, со овој преспански договор, се таргетира, ја реков, под агресија е државотворноста на македонскиот народ во својата татковина. И во дадениот момент, пазете, толку ли не може да свати Бугарија кој е интересот од бари одите Драч, Скопје, Софија, Бургас? Па страхотна работа е тоа.
Британија го презема лидерството на НАТО во Европа. И сега ние треба да се држиме до тој стратегиски интерес. Ние сега треба да искористиме и да направиме се коридорите 8 и 10 крстот да го запечатиме за навек во Македонија. Ама можеме само исклучиво како државотворен македонски народ. Се што е надвор од тоа, ние треба да газиме таа траекторија и целиот македонски народ да застане зад неја. Да. Чисто само за да завршиме оваа тема, господјо Грчева, повторно не очекувате ништо, евентуално никаков исчекор од таа средба во Хаг што се најавува, сега не знаеме ни дали ќе се случи. Не знаеме прво дали ќе се случи, тоа е основно. Мислам дека контактите на нашата председателка со Румен Радев не се ни прекинати. Дека нонстоп се среќаваат, дека сега нонстоп често се среќаваат, имаат меѓу себе добри односи, но кога станува збор за расположението не само на парламентот, да се разбереме, туку и на бугарскиот народ, кој што е представен само во парламентот, не гледам некој исчекор во промените на ставовите кон Македонија. Но, како што кажа Љупчо, нас тоа не треба да ни интересира. Не треба ние околу тоа да правиме драма и да се... Секојаш ќе се најде некој што нема да не сака. Утре, Бугарија да не пушти, Грција, имате гаранции вие во Преспански договор дека Грција нема да застане против? Имаме ли? Имаме ли? Па Марин Ле Пен, еден од овие амандмани што е даден, Марин Ле Пен бара директно прекинување на преговорите со Македонија. Прочитајте го, тоа го пишува. И еден куп други пратеници, не се само овие од Бугарија и од Грција. Што би сакала Марин Ле Пен? Марин Ле Пен да се прекине, бидејќи не сме ги задоволувале условите за борба против корупција, правосудство, демократија, човекови права и така натаму. Значи, тоа го пишува црно на бело кон нејзин амандман. Значи, секојаш ќе се најди, секојаш ќе се наоѓа додека не стане Европска унија, тоа е моја стара теза, овде барем 20 пати сум ја изложила, не стане заинтересирана за нас, а не ние за неа. Ние не треба да покажуваме толкова огромна загриженост и заинтересираност. Поготово за една Европска унија која што не може да се каже уште дека пука по шавови, меѓутоа има големи потреси и пукотини во неа. Но дали Македонија, да, следното прашање е и една друга работа би додала. Ние сега да плашиме некого со руско влијание, тоа е смешно, заради тоа што во Македонија имате еден часопис на руски јазик, немаме. Имаме една телевизија руска, не зборам од кога почна војната, и претходно не сме имале. Имаме нешто, некакво влијание се забележало во Македонија, некој учи руски, не. Значи не сме имале. Тоа се користи само. Се користи, као за Вучич што се користи, така се користи и за нас. Значи, се наоѓаат илјади и една причина за да не бидеме примени. Утре, како со вицот со волкот, а капата кај тие ќе речат на крај. И тоа логика, господјо Грчева, Брисел моли Бога, ние да не ги прифатиме уставните измени. Грција и Бугарија постојано да притискат и ние да си бидеме надвор од ЕУ. Така, меѓу редови, ако го читате извештајата, јас се заинатив па го испрочитав, нема никаква волја и потреба и желба сега да биде примен целиот Западен Балкан, не само ние. Целиот Западен Балкан. Брисел во моментов... И втора работа уште само да кажам. Значи, ја не би плашала деца со Русија. Вие не можете да го занемарите словенскиот сентимент, да зборите за македонци овде цело време. Па ние една од подпорите, ние словенскиот свет, па нашите преродбеници каде печателе? Каде печатаме? Не збориме за тоа. Не, ќе збориме. Ние сме антифашистичка земја. За друг Ние сме меѓународен контекст. антифашистичка земја за разлика од Бугарија. За друг меѓународен контекст зборуваме СОЗа, не, оставете го. Ние сме на прак на создавање на мултиполарен свет, тој е веќе создаден. Не, ама ние одлучиме западна хемисфера. Ние треба како лилјаци да ги отвориме ушите и очите за да видиме кон каде се движи овој свет. Ама СОЗа, ти си во влада која што се одлучи да биде во западна хемисфера, така Ама тоа апсолутно, меѓутоа не по секоја цена. Не по секоја цена. А видете, западната хемисфера цена, не е многу Брисел. висока, ја прва ќе Западната речам хемисфера не е Брисел. Брисел во моментот е тотално дезориентиран.
Па што ќе ми да влезам во Брисел во моментов е подезориентиран од нокаутира. мене? Брисел во моментот, значи ја изгуби американската поддршка и сега се они уплашени не само за својата, ја изгуби. Не ја изгуби. Слушате го Љупчо Ристовски, погледнете го подпредседателот на Америка што им кажа во Брисел. Читајте ги. Трамп им воведуваше царини, па се пишвани не им воведе царини. Не е тачно. Може да довршам. Не е точно. Значи, ова не е точно. ако ги читате извештаите на Стейт Департментот, сите потези на американската администрација во однос на Брисел кажува дека буквално Брисел е отшетана од Америка. Ставана е на страна. На кој начин? Те молам, Соза. Ама добро со прашам, сите на кој изјави, со начин? целата политика, со се останато. Трамп им кажа, ако сакате вие да се браните, бранете се сами. Не очекувате ние да ве браниме. па треба да плаќаме 5% ќе се вложувате во воена индустрија, затоа еве Германија сега ќе вложувала во воена индустрија, 500 милиарди затоа евра. Британија сега ќе градела 6 фабрики за воено наоружување, не знам, Франција ќе се вооружува и така натаму. И тоа е огромен страф. До сега Европа лежеше на увото на НАТО, Америка ќе плаќа, Америка ќе ги брани и така натаму. Сега овие си направија стамените политика и си го гледаат својот интерес. Прво и примордијално. И од тука Европа остана на стаклени нозе. Таа во моментот е страшно дезориентирана. И ако ние тој момент не го искористиме сега, мислам дека ќе Како ќе го искористиме само многу скоро да влезе во дезориентирана Европа. Дозволи. Видете, значи европската ориентација во Македонија е таа. Додуше падната е на 54% во моментот. Па се од 90%. Што е страшен, страхотен пат и така натаму. Но генерално Македонија е одлучена да биде во западната хемисфера и тука имаме унисона поддршка од сите. Значи буквално тука немаме дилема. Значи Македонија не припаѓа ниту во БРИКС, не припаѓа ниту во руска сфера на влијание, особено во овој момент. Че Македонија природно припаѓа во западната хемисфера од проста причина што 90% од вашата диаспора, од нашите деца, од нашите роднини и пријатели се во Америка, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Западна Европа и така натаму. И тоа е природниот тек, тоа е природниот флуид, тече натаму. Едноставно умот на македонецот секој пат бил натаму, 100 години на нас земете. И денеска е исто така. И тука немаме ние дилема за таа ориентација. Прашањето е сега како да го премостиме овој небулозен став на Брисел, ова глупост на тие глобалисти неолиберали кои што едноставно сакаат Македонија во Европа да влезе како не македонска. Едноставно да нема ништо македонско во Македонија и тогаш ќе не прима со решение. Тоа не може да се не им беше на Грција битно ние да се викаме вака или онака, битно беше само да не се викаме Македонија. И да Бугарија битно само да нема македонски народ, само да нема македонски јазик, да е тоа се со бугарски корени. Не може тоа така. Едноставно ние ќе си го тераме нашето, они нека си го терат нивното. Дали сме во таква ситуација, дали можеме да го тераме, тоа ми е прашањето, и дали е субституција на ЕУ, еве ова договор или стратешко партнерство со Британија? За прв пат во долга историја македонски премиери, македонски официјални представници, министри, председател, за прв пат, значи во историски контекст гледате 100 години назад, седат рамноправно во Вашингтон, во Лондон, во Брисел и ги кажуваат своите ставови. Прашањето е кого бираме? Бираме или некој што е стаменит, што има морална вертикала, што сме во доверие дека ќе додржи до крај на македонскиот национален интерес или не? Тоа е прашањето. Ако ние имаме стаменито лидерство, ако имаме унисона политика, тогаш Брисел ќе рачуна како на константа. Ке рече, тука нема мрдање. Луѓе по линијата на помал отпор мора да притискаме на другата страна. И тоа е меѓународната политика. И ова е наука веќе. Да, но во Македонија нема единство по вас, во вас смисла, ова е емпирија и ние треба да се држиме. Опозицијата бара што побрзо да сме ги почнале преговорите да се направат уставните измени. Тоа е нивното барање на опозиција и на коалицијските партнери во владата. Ние немаме опозиција сега во СДС. Немаме опозиција за СДС. Во Социјалдемократскиот сојуз немате опозиција во. Добро, еве лобираат таму за извештајот за напредокот за Македонија сега. Значи СДС тука не е никаков фактор во оваа ситуација, апсолутно. Меѓутоа, нашето запињање да влеземе во ваква една ровка и недефинирана Европа, и тоа не знам колку е правилно, треба се наместат картите во политиката, еве ги спомнавте политичките науки, ако не се наместат картите, ништо не правите. А колку што го спомнавме БРИКС и да се молите на коленици, не ве прима, не знам во која хемисфера да бидете, бидејќи во БРИКС се исклучиво земји богати со ресурси.
Тие можат да бидат и посиромашни земји, како некои афрички земји, меѓутоа треба да бидат богати со ресурси. Тоа им е основата. Тоа е економска унија, не е ни воена, ни никаква друга. Значи, ние сме ориентирани кон Европска унија, да речеме, сега за сега, јас не наоѓам константи во политиката никогаш, видовте, од 92% на 54% падна поддршката за Европска унија. Па до кога македонскиот народ ќе трпи вакви уцени? И до кога ќе трпи се да дава до крај? Има ли крај? Ја би одел чекор понапред. Овој договор за стратешко партнерство во делот на инфраструктурата треба да прерасне со Британија, треба да прерасне во класичен воено-стратегиски договор. Државно, политички, воено-стратегиски договор со Британија. Комплетно британска нема војна, па нема војска Британија. Британија нема војска. Добро сега. Па видовте парадата во Лондон? Може да довршам само. Па нема војска. Да довршам. Нема војска. Значи, со Вашингтон, меморандумот, оној обичен, тој треба да прерасне во државен, меѓудржавен, воено-стратегиски политички договор. Значи, многу едноставно е тоа. Македонија е таа која што треба да води иницијативата. Не сме ние Добро, ма треба и другата страна да го сака тоа. Не може Македонија да води независно, бети, внимавајте, интересите се менуваат, се наметнувате и потребно е лидерство кое знае да се наметне и да ја обезбеди таа позиција, може да се обезбеди таа позиција. Луѓе, на меѓународната шаховска табла се мрдаат фигури, луѓе. Не можеме ние слепо да следиме нечии визии, нечии интереси, не. Оно момент кога Македонија ќе почне да излегува со своите визии, со своите интереси, тогаш ќе смета за кредибилен фактор. Видете Словенија што направи. Видете бројни мали држави на планетата Земја што направи. Па земете го примерот на Израел што направи. Израел почна со 600.000 народ, луѓе. 600.000 народ. А еве ги 72-3 години, колку се? 600.000 народ. Сега се 5 милиона и 2 милиона арапи. Ама дојдоа до бруто домашен производ од 350 милиарди. Значи, тој модел ние треба да го следиме. Луѓе, држава која што си го цени својот национален стратегиски интерес. Добро, но дали нас ке не дозвола да го следиме? Знае на Вашингтон да му рече да или не. Стратешко значење, значи за Америка. Не можеме ние со Израел да се мериме, а зошто ние не сме, Соза? Зошто ние не сме? И ние може да бидеме стратешко значење. Затоа што не сме, затоа што не држиме во рака цел еден регион нестабилен таму кој што држи Израел. Немојте така, мислам да споредуваме. Ама ние може да наметнеме други интереси, Мијанија, со Франција или со Шведска, не си го подценувај своето. Ама не го подценувам уопште, напротив. Цена, сега, Соза, на меѓународната цена зависат многу работи и од вас. Дали ќе биде стабилно јужното крило на НАТО? Дали влечете страутни потези кои што ќе го врзат коридорот исток, запад, коридорот 8, дали од Бари до Црно море може НАТО да пренесе воена опрема за 24 сата, 48 сати? Пример не мора да напаѓа. Не мора да напаѓа. Може да штити, може да брани. Може да штити, мора да брани. По дефиниција да. Не прашувам дали од бранбена алијанса еве зборите за кого политички нападнало науки. НАТО до сега? Ајде еве НАТО, кого нападнало до сега? Кажете ми, НАТО нападна, агресија направи на таа и таа држава. Кого? Леле, немојте ве молам, значи не можам списокот, треба да го донесам толкав. Немојте ве молам, немојте ве молам. Штитењето на своите геополитички интереси. Ние што влеговме во НАТО, го затворивме геополитичкиот интерес на Европа. Сосема си е легитимно геополитичкиот интерес да си го штитат државите. Значи, Америка по таа Монроова доктрина тоа го прави скоро 200 години наназад. Че они имаат право да прогредираат во нивното влијание на меѓународната сцена. И тоа е нивно сосема легално и легитимно право. Немаат право да бомбардираат држави, да менуваат влади и така натаму. Но ако направите една длабока анализа, ќе видите дека доминантниот дел на тие војни се започнати од глобалистите, од тој неолиберален концепт и така натаму. Многу ретко републиканците или демократите или така натаму, републиканците или конзервативците, многу ретко влегле во некоја таква авантура да вршат агресија или така натаму. Буш не го нападна Ирак? Го нападна, зошто го нападна? Зошто? Затоа што таму имавте агресија, врскувајте. Соза. Немајте ве молам, мајте. Значи, Соза, тоа е сосема легитимно. За нафта го нападна. Не. Добро, сега,
Тоа е приземно површинско литературно гледање на работите, има подлага. Не, ја мислам дека многу романтика нема во Не, ова е реал политика, Соза. Ова е реал политика. Ова е реал политика. Ако не знаете да играте на шаховската табла, на меѓународни може. Како што Израел се наметнал, тоа е многу чудно. Сега не зборуваме како овој или како оној. Прашањето е, ќе се борите да се наметнете за својот стратегиски интерес. Тоа се согласувам, апсолутно се согласувам, и тоа го правам, меѓутоа, да ги согледаме и сите ограничувања. Според вас се борили владата за нашиот стратегиски интерес? Мојот печаток е да. Значи, мојот печаток е да. Внимавајте, ние сме имале во историски контекст. Јас често пати го зборам во последно време. Вилјам Гледстон е британски премиер 4-кратен. 16 години бил на власт човек, пред 100 години. Тој ја извади кованицата Македонија на македонците. Че тој во британскиот парламент, денеска да одите во архивата, има записи за Македонија, за македонци на овие простори. Значи Британија имала во историски контекст една здрава конзервативна линија која што стоела на македонскиот национален интерес. Истото го имате во Вашингтон. Јас ви тврдам, сега појдете во библиотеката во Вашингтон, во Конгресот, ќе видите го има. И ние треба да се држиме на тоа каде што имаме веќе посејано здраво семе. Ама тоа семе не постои веќе. Не. Тоа семе е Соза, не да постои. Кога требаше да се прошири само момент. Кога Британија уште не беше Брексит, значи беше дел од Европската унија. И кога требаше да се прошири, еве со вакви како нас. И не само со такви како нас, и со други земји што веќе влегоа во Европска унија. Па мислам помали земји со помало стратешко значење и така натаму. Ги плаше англичаните, имаше постери со доле напишано македонец и велеа, овие сакаат да дојдат кај нас, ке ни ја наполнат државата. Од Гледстон до сега веќе нема трага нема. Колку сме лажени ние како држава и како народ, ја мислам не постои на планета. Ама сами сме си виновни ако сме биле лажени сега. Сами сме виновни се овие кои што подпише еден куп договори кои што не ни одат во прилог. Значи, и ние се треба да се извадиме од тие меѓународните односи се жива материја, луѓе, не се константа за памтета. Па затоа не се Гледстон веќе. Не се константа, тие се жива материја. Жива материја, но ние секој пат треба да се држиме. Ако сме имале одблесок во британската историја, во даден период, ние треба да го бараме тој одблесок во новата британска надворешна политика и тој треба да го преговараме, тој треба да го разговараме. Ако го имаме тоа во Вашингтон во одреден период, можеме ние тоа да го испреговараме. Значи, јас знам некои работи кои што знам што се случуваше со конфликтот 2001 година, луѓе. Значи, токму тоа руско влијание во Македонија ја мати сликата во Македонија цело време. А јас ако ви кажам дека чекај, молим те Соза, молим те Соза. Сега ќе ти кажам, молим те. Ја не го гледам. Колин Пауел во самото зазорување на кризата 2001 му се јави на Борис Трајковски. И тој му кажа што ќе му се случува од Косово од северна страна. И тој не ја даде стратегијата, беше државен секретар и генерал, државен секретар. Тој ни каже како да се справиме. Сега да не зборам јавно, сум го зборувал во кулари и друг пат тоа. Значи, ова е жива вистина, луѓе. Запамтете, точно имаме стратегија. Таа стратегија ја уништи тогашниот премиер. Ни даде убав совет, немој да тепате мравки со стап. Љупчо Георгиевски отиде да тепа мравки со стап. Зошто? И завршивме со Охридски рамковен договор, така заврши таа... Да си ми жива израз, значи предавството е наше. 2001. Заради погрешен избор, внимавајте. Ама таа дамка си ја носи ВМРО ДПМН Соза, извини. Во историски контекст, ВМРО ДПМН си ја носи таа дамка за 2001 година. Како год да завртиш, како што си носи Социјалдемократскиот сојуз за Преспански договор, така ВМРО си носи за 2001 година. Тоа беше наше домашно велепредавство. И да не се играме играчки, потоа се виде позицијата на Љупчо Георгиевски до денеска. Се виде тоа велепредавство на сцена. Но денес е наголо и сите тие реплики тогаш беа дека сето тоа било за земјата да оди напред, да зачува мирот и така. Значи запамтете, секогаш сме имале пријатели на меѓународната политичка сцена. Секогаш сме имале пријатели. Ако знаете како да влезете во тие кулуари, ако знаете како да одберете таа линија, јас ви тврдам дека Македонија може да неколку реченици апропо ова, господио Грчеве, да завршиме. Што апропо ова да се каже? Прво, и во Америка се уште владеат во позадина, ја верувам во добрите намери на Трамп, бидејќи еве направи неколку одлични потези кога дојде, меѓутоа се уште има поделена влада и поделена администрација внатре, во која што постојат и тие неокони
кои што сакаат да отварат војни и да поттикнуваат војни кај стигнат. Значи, не е еднозначна работата, апсолутно. Не верувам во поделбата Вашингтон-Европа, Брисел, тоа апсолутно не верувам. Мислам дека се тие две лица на една иста паричка, дека Европа не може без Америка, апсолутно. Оно што го прави Трамп како одличен трговец е да ја натера Европа да си плаќа за оружјето кое што го добиваше до сега гратис. Значи, да престанеме со бајките. Ние од такви бајки правиме грешка до грешка. Не анализирајќи ги работите, правиме грешка до грешка. Мојот став е секогаш да се стави една дистанца помеѓу она што се бара од нас и она што ние мислиме да го испорачаме, да ги гледаме пред се своите национални интереси, jer тие ако ги изгубите еднаш ги губите за секогаш. А во Европска унија, еве и во хипотетички и да влеземе, утре може да ја снема, тоа е организација. Да, но држава не смее да ја снема, народ не смее да го снема. Јас сум поборник дека Македонија конечно треба да започне со своја македонска Монроова доктрина. И тврдам дека можеме да го прогредираме македонскиот интерес надвор. Тврдам. Има начин како, ни треба знаење, умење, вештини и храброст пред се. Ништо повеќе не ни треба. Ви благодарам, го надминавме времето за вечерашната емисија. Почитувани, ви благодарам што не слепте, останете со Канал 5.